Добродојдовте во најновото издание на Урбаните вести. Министерството за култура ќе организира информативни сесии за сите потенцијални апликанти на конкурсот за финансирање проекти од национален интерес во културата за 2018 година. Ова беше најава за денешните вести, а во продолжение следуваат настаните на денот. Бесплатни дерматовенеролошки услуги за лица со попреченост. Првенство во шах за млади на град Скопје. Оваа сабота започнува зимското сметање на времето. Остануваат уште 4 дена од кампањата за локалните избори пред вториот круг, кој ќе се одржи во недела на 29 октомври. Кандидатите за градоначалници на општините Бутел, Газибаба и Кисела Вода не пропуштија и денеска да ги промовираат своите проекти кои ветуваат дека ќе ги реализираат доколку ја добијат довербата од граѓаните. Во продолжение неколку минути посветени на локалните избори. Гласајќи за бројот 13, гласате за нова, ултрамодерна општина Бутел. Гласате за 3 огромни паркови, модерни паркови, кои што ќе се простираат на големи површини. Гласате за конечно уредување и раззеленување на коритото на реката Серава. Но покрај тоа ќе поставиме и нова пешачка патека, каде што ќе може да се рекреира, меѓутоа и спортистите ќе можат да спортуваат. Гласајќи за бројот 13, гласате за нов ултрамодерен спортски комплекс кој што ќе се наоѓа во населеното место Расадник. Гласате за нова модерна патека над селото Љубанци, планинска пешачка патека, која што ќе може да се користи и за рекреирање и за спортување. Општина Бутел, на чија територија живеат повеќе од 50.000 луѓе, можам да кажам дека е единствена општина во град Скопје која што нема поликлиника. Има 3 рурални средини каде што нема амбуланти, а постојат услови за нивно отварање. Согледувајќи ги ова, произлегува дека идната општинска власт ќе мора да иницира соработка со Министерството за здравство за изградба на поликлиника на територија на општина Бутел. Изградбата на поликлиниката е од витално значење на граѓаните на општината. Со самата изградба на објектот, граѓаните ќе заштедат на време и ресурси. Во наредниот период, во нашата програма е предвидена изведба на фекална канализација во Припор. Исто така, еден од најбитните проекти за оваа населба е довршување на градежните работи на булевар Србија. Преку поврзувањето со булеварот Србија, жителите од населба Припор ќе имаат побрз и побезбеден пристап и брзо поврзување со општина Аеродром и излезот на градот Скопје. Во наредниот период ви го давам мојот збор дека ниту еден предмет за легализација нема да остане незавршен во општина Кисела Вода. Во нашиот фокус ќе биде и асфалтирање на улиците. Ниту една уличка во Припор нема да остане неасфалтирана. Општина Кисела Вода е спремна за промена на подобро. Јас, како иден градоначалник, се залагам дека во наредните 4 години ќе работиме заедно со граѓаните да ги решиме сите горчливи проблеми што се таложеа во изминатите 12 години. Затоа пред се благодарност за поддршката во првиот круг и ве повикувам сите масовно на 29 октомври да дадеме поддршката за Социјалдемократскиот сојуз, да заокружиме промената во општината Кисела Вода и да имаме добар успех и на изборите, и на и како општина. Продолжуваме со изградбата на основното училиште Вера Јоцич, кое што следната година треба да биде пуштено во употреба. Потоа следи втората фаза, изградба на нова училишна спортска сала, а во самиот училишен двор ќе се изгради и спортско повеќенаменско игралиште. Ќе продолжиме со проектот поддршка на колективните згради во делот на санација, реконструкција на кровови, фасади и лифтови, а исто така ќе го започнеме и проектот за поддршка на проширување на топловодното грејење во колективните згради. Ќе се продолжи со реконструкција на сите улици во оваа населба, изградба на тротоарите, а многу значаен проект за населбата Хиподром е и проширување на улицата Благоја Стефковски. Ќе започнеме и со проширување, односно правење на влез од автопатот кон оваа населба, се со цел за полесен сообраќаен пристап и излез и влез од оваа населба.
Во рамки на деновите на сексуално и репродуктивно здравје и лица со попреченост, утре во домот на хуманитарни организации Даре Джамбас, Хера организира работилница за сексуалност за момчиња и мажи со попреченост. На 26 октомври и 2 ноември во Младинскиот центар Сакам да знам водно ќе има бесплатни гинеколошки прегледи за девојки и жени со попреченост. На 31 октомври бесплатни дерматовенеролошки услуги и советувања за момчиња и мажи со попреченост, а на 7 ноември во домот на хуманитарни организации Даре Джамбас ќе се одржи работилница за лица со интелектуална попреченост. Во рамки на деновите на сексуално и репродуктивно здравје и лица со попреченост, денеска во Младинскиот центар Сакам да знам водно ќе има бесплатни дерматовенеролошки услуги и советувања за момчиња и мажи со попреченост. Деновите траат од 19 октомври до 10 ноември и имаат за цел да ги актуализираат прашањата за правата на сексуално и репродуктивно здравје на лицата со попреченост меѓу пошироката јавност и да ги охрабрат лицата со попреченост да зборуваат за своите искуства и да ги побараат своите сексуални и репродуктивни права. Организатори Асоцијацијата на здравствената едукација и истражување Хера. Предвидени се и бесплатни гинеколошки прегледи за девојки и жени со попреченост, работилница за приватност, развојни фази и процес на растење и осамостојување, проекција на филмот Сесии и јавна трибина за сексуално и репродуктивно здравје. Во 3 категории ќе се надпреваруваат младите од град Скопје на предстојното првенство во шах за млади во организација на град Скопје. Детскиот културен центар Карпош и град Скопје повтор пат се организатори на првенството на Скопје во шах за млади. Првенството ќе се одржи во четврток со почеток во 10 часот. Шаховското првенство за млади ќе се игра во 3 категории, и тоа првенство на Скопје за ученици од 1 до 5 одделение од основните училишта, првенство за ученици од 6 до 9 одделение од основните училишта, како и првенство на Скопје за ученици од средните училишта. Турнирите се играат по швајцарски систем од 9 кола. Темпо на игра е 10 минути плюс 5 секунди по играч, односно 10 минути со додаток од 5 секунди за секој одигран потек. Надпреварите ќе ги водат шаховски суди одговорни за регуларноста и правилата од Шаховската федерација на Македонија и Шаховскиот сојуз на град Скопје. Првопласираните ќе бидат наградени со таблет, пехар, медал, диплома, а за второ и трето пласираните ќе бидат обезбедени медали и диплома. Покрај награди за учениците ќе бидат доделени и 3 награди таблети за менторите на учениците кои ќе ги освојат првите места на 3 турнири. Како што информираат од Детскиот културен центар Карпош, овој надпревар се организира со цел да се развие концентрацијата на децата, како и да се подобри психичкиот развој на најмладите. Со филмот Фамилија денеска се отвараат деновите на венецуелската кинематографија во рамки на кои до 29 октомври во Кинотека на Македонија ќе бидат прикажани 5 играни и 1 анимиран филм. Во Кинотеката на Македонија вечерва во 20 часот почнува првата ревија на венецуелски филм. Ревијата ја отвара Фамилија на венецуелскиот дебютант Густаво Рондон Кордова, што победи на годинашниот фестивал Кине Нова Скопје. На ревијата, што ќе трае до 29 октомври, ќе играат 5 играни и 1 анимиран филм од најновата венецуелска продукција. Првото представување на венецуелската кинематографија во Македонија ја организираат Кине Нова и амбасадата на Боливарска Република Венецуела во Бугарија, а партнер е Кинотеката. Фамилија, првата главна награда, е доби токму на Кине Нова 2017, а играше на неколку големи светски филмски фестивали, како Кан и Сан Себастијан. Овогодинишното издание на Фестивалот на европската книжевност ќе го одбележи романот Ла Суперба на холандскиот писател Илја Леонард Фајфер. Фестивалот ќе биде отворен утре во 20 часот. Организацијскиот тим на Фестивалот на европската книжевност Букстар го најавува отварањето на третото издание на фестивалот со гостувањето на холандскиот писател со живеалиште во Италија Илја Леонард Фајфер. Утре со почеток во 20 часот во клуб-ресторанот МКЦ ќе биде промовиран неговиот роман Ла Суперба, издание на Антолог, кој на македонски јазик го преведе Елизабета Божиновска.
Авторот од вчера е во Скопје, останува повеќе денови со цел да ги запознае подобро своите читатели и земјата во која се објавува приводот на неговиот роман. Ла Суперба е ремек дело на Фајфер, громогласно фалено со самото објавување во 2013 година, кога ги добило наградите Либрис, најпрестижната литературна награда во Холандија, и ЦУМ, наградата за најубава реченица напишана на холандски јазик. Промоторка на романот ќе биде писателката и литературна критичарка Румена Бужаровска. Книгата е дело на еден од најважните современи европски писатели, кој решава да му напише љубовно писмо не на градот во кој е роден, туку на италијанскиот град во кој живее. Дженова е наречен Ла Суперба поради својата убавина и богата историја. Читателите ќе имаат повторна шанса да го запознаат авторот одблиску на вториот фестивалски ден на 26 октомври во книжарницата Антолог на улицата Димитрije Чуповски број 31 со почеток во 11 часот, кога ќе се одржи кафе средба на која тој ќе подпишува книги. На истиот ден ќе се одржи и промоцијата на Треба да е лесно, четвртата поетска збирка на македонската писателка Снежана Стојчевска, како дел од програмата Македонска поддршка, со почеток во 20 часот во клуб ресторанот МКЦ. Од Сдруженијето на металургија при Стопанската комора на Македонија информираат дека состојбата во металургијата во земјава во моментов е поволна, но ефектите врз вкупната економија ќе се почувствуваат подоцна. Во моментов состојбата во металургијата е поволна, информираше претседателот на Сдруженијето на металургија при Стопанската комора на Македонија Митко Кочовски, но како што рече тој, ефектите врз вкупната економија ќе се почувствуваат подоцна. Кочовски посочи дека металургијата е гранка која кога расте ја влече целата економија напред, но и назад кога паѓа, поради што побара од владата да се овозможи нормални услови за работа базирани на економските законитости и потребите на европскиот пазар, како и решавање на прашањата поврзани со енергетиката, транспортот, инфраструктурата, екологијата и административните формалности за увоз на старо железо. Во челичната индустрија се чувствуваат видливи поместувања во смисол на заживување на пазарот. Железарницата во Скопје и челичната индустрија на Македонија овозможи изванредни влијанија на вкупните макроекономски показатели. Ние тие работи сме ги споделувале со вас овдека, дури и низ одредени истражувања што ги работевме во рамките на Сдруженијето, ние покажавме колку незиниот производен и финансиски аутпут има влијание на вкупните макроекономски показатели, од вкупното домашно производство, бруто домашниот производ, извозот, вработеноста, буџетските приходи и така натаму. Секаде во светот, каде што имало челична индустрија, вие и самите гледате и денеска. Челичната индустрија е основ на реиндустриализацијата и на европската економија. Ова индустрија вработува, ова индустрија извезува и е нето извозник, што е многу значајно. Ова индустрија има силно влијание на буџетот, значајни обштествени проекти од пошироко обштествено значење за државата се помогнати од овие индустрии. И еве сега, кога веќе почнуваат да се чувствуваат во овие посткризни времиња, кога почнуваат да се чувствуваат некои помаци, ова индустрија очекуваме да дојде до целосен израз со своите влијанија во показателите економски на државата. Кочовски нагласи дека на краток рок врз економијата ќе имаат влијание ArcelorMittal, Maxsteel и Doiran Steel како производители на челик и челични производи, а сите индустрии кои се во функција на нивното работење ќе имаат динамизирање на нивните производни активности како снабдувачи. Кај металопрореработувачките капацитети добро одат работите и многу брзо ќе се видат резултати. Кај Фени можеби до крајот на годинава, а кај Југохром треба да се почека да се рестартира производството, рече Кочовски. Металургијата, додаде Кочовски, се соочува со сериозен недостиг на кадар. Потребни се коренски промени во образовниот систем во земјава, бидејќи немаме продукција на кадровско-работнички занимања во металска струка, а исто е и во другите струки. Лоша е и демографијата, а имаме и крајно неповолни магазински движења. Во металуршките капацитети просечната старост на вработените надминува 53 години, а доколку се има во предвид и дека имаат бенефициран работник
работен стаж, тие се многу блиску до пензија и мора да го пренесат своето занатско знаење. Затоа државата мора да најде начин да продуцира повеќе кадри за индустријата, посочи Кочовски. Регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје информира дека во текот на утрешниот ден ќе има прекин во снабдувањето со електрична енергија во повеќе делови од Скопје. Жителите на повеќе улици во неколку населби во Скопје утре во одредени периоди од денот ќе бидат без електрична енергија, поради тоа што ива на Македонија ќе изведува технички зафати, соопшти Републичкиот центар за управување со кризи. Во периодот од 8:55 часот наутро до 15 часот, корисниците од делот булеварот Никола Карев, дел од улиците Самуилова, Прохорпчински, Славе Планина, Војдан Чернодрински, како и на Јоаким Крчовски, сите во општина Центар. Без струја ќе бидат и корисниците на дел од улицата Александар Рударевски во општина Бутрел, утре во периодот од 9 до 14 часот. Во периодот од 9 до 15 часот без струја ќе бидат корисниците од дел од улицата Брсијачка буна во општина Шуто Ризари. Корисниците на дел од улицата Михаел Чаков, броевите 1, 3, 5, 7 и 11 во општина Киселавода, во периодот од 8:30 до 15 часот ќе немаат електрична енергија. Во периодот од 8:30 до 14 часот без струја ќе бидат корисниците на улица 20 октомври, и тоа објектите со куќен број од 27 до 44 во општина Центар. Во периодот од 13 до 15 часот без струја ќе бидат корисниците од дел од улиците Знеполе, Ѓорче Петров, Мајски Манифест и Штросмајрова во општина Ѓорче Петров. Корисниците на дел од улицата Шицка, исто така во Ѓорче Петров, утре од 8:30 до 10 часот и 30 минути ќе бидат без струја. Во периодот од 11 до 12 часот и 30 минути, корисниците од дел од улиците Радушка и Шицка во општина Ѓорче Петров, исто така ќе бидат без електрична енергија. Во периодот од 9 до 15 часот, струја ќе немаат корисниците од улицата Вергино, на дел од улицата Цветан Тимов, 393, основното училиште Лирија, како и улицата Стојна Стевкова во општина Чаир. Предстојниот викенд започнува зимското сметање на времето, со што во сабота кон недела во 3 часот по полноќ стрелките од часовникот ќе се поместат 1 час наназад. Враќањето на часовникот 1 час наназад, односно воведувањето на зимското сметање на времето, е лошо за здравјето, доведува до губиток на енергија и ја зголемува загаденоста. Со оваа промена исто така се краде 1 час светлина од попладнето, при што доаѓа до зголемена потрошувачка на енергија за осветлување. Зимското сметање на времето почнува предстојниот викенд, кога во сабота кон недела во 3 часот по полноќ стрелките од часовникот ќе се поместат 1 час назад. Тоа значи дека времето во 3 часот ќе се смета како 2 часот. Зимското сметање на времето почнува последниот викенд од октомври и трае до последниот викенд во март, кога започнува летното сметање на времето. Транзицијата кон летно и зимско време беше за прв пат забележана во 1916 година во Северна Европа и досега беше воведена во околу 70 зимји за да се заштеди енергија, како и дневната светлина од раните утренски часови наутро е преместена во вечерните часови. Оваа промена, заедно со намалувањето на денот, ќе придонесе да се стемнува пред 17 часот. Со поместувањето на стрелките на часовникот, односно со почнувањето на зимското сметање на времето, луѓето остануваат во мрак. Добар дел од дневната светлина ја пропуштаат престојувајќи во затворени простори на работа, а околу 17 часот повторно настапува темница. Поради тоа голем број луѓе имаат проблеми со будењето, а нарушувањето на биолошкиот часовник, освен на заморот, влијае и на работењето на бубрезите и на метаболизмот и ги прави луѓето подепресивни, потврдиле научниците. Враќањето на часовникот 1 час наназад, односно воведувањето на зимското сметање на времето, е лошо за здравјето, доведува до губиток на енергијата и ја зголемува загаденоста. Со оваа промена исто така се краде 1 час светлина од попладнето, при што доаѓа до зголемена потрошувачка на енергија за осветлување. И утре ќе дува засилен северен ветер, а во текот на денот ќе има постепено намалување на облачноста. Потоа во наредните 2 дена времето ќе биде стабилно и суво со ниски утрески температури, а дневните ќе бидат во пораст. МТМ Метео е во продолжение на вестите.
И пред да се одјавиме, уште една сервисна информација. Жителите на селото Ракутинци во општина Сопиште утре во периодот од 12 до 15 часот ќе останат без вода, соопшти Републичкиот центар за управување со кризи. Прекинот во водоснабдувањето, како што извести јавното претпријатие Водовод и канализација, ќе биде поради вградување регулатори за притисок, соопшти регионалниот центар за управување со кризи. Тука го завршуваме и ова издание на Урбаните вести. Благодарам за вниманието. Довидување.